Се започна уште при крајот на ланската година, кога за првпат во јавноста се шпекулираше за евентуални предвремени избори. Наспроти циркузот на опозицијата со жолтите маички и глумата на Груевски, еве неколку сигнали дека предвремени избори сигурно ќе има. Во декември, Ермира Мехмети од коалициската ДУИ тврдеше без концензус за името не одат на избори. 2 месеци подоцна изјави, ако во април е пописот, не се потребни избори, но ако така налага ситуацијата, ние сме спремни да го прифатиме предизвикот. Како за неколку седмици работите и ставовите на коалицискиот партнер лесно се менуваат. Меѓу етничките тензии през сметките на калето, денеска повеќе од очигледно е, тепачките беа иницирани поради предвремените избори. Откако ДУИ власта не се договорија што ќе никне на кале, се случија камења и ножеви. Ако некого во тој период му требаше рейтинг, тоа беа истите коалициски партнери и го одбраа најлесниот начин да ги разгорат националните чувства. Мали партии никнуваат, конгреси, нови програми, сите имаат решение и за политичката криза и за главниот проблем на државата, спорот со името. Партијата на Лазар Еленовски досега во сенка, но се почесто токму овој период свикува пресконференции. Либерал-демократите се представија како трета опција. Филип Петровски се прогласи за лидер на партија и сето тоа се случува кога на големо се зборува за предвремени. До 2012 владата го продолжи рокот за откуп на земјиште за 1 евро по метар квадратен. 280 медицинари ќе се вработат во здравствените установи, уште 18 лекари се потребни во фондот за здравство. За овие 2 месеци министерот за здравство одлучил дека има дефицит на кадар. Како предизборна кампања изгледаат прошетките со новинари на Бујар Османи со пофалби за нови апаратури, донации и инвестирање во здравството. Освен ова, регуларни се фалењата за новите автобуси, сега и нова градска плажа, проекти, сали, кампањи и сето тоа е дел од владината програма. Не се само честите лидерски средби сигнал дека сигурно ќе има предвремени. Работата се крчка со месеци, а како добри режисери се покажаа сите. Во филмот што го подготвија, уживаше цела македонска јавност.